Локалната власт и ВМРО го туркаат образованието во Штип во пропаст, обвинија денес на пресконференција од СДСМ. Како пример тие го посочија Средното медицинско училиште, каде поради реконструкција на системот за грејење наставата се одвива онлайн. Крајно неодговорно и незрело е да се санира парно систем на само 10 дена откако започна учебната година. До вчера ВМРО ДПМНЕ беа најголемите заговарачи против онлайн настава, но сега брзопотезно прибегнуваат кон овој концепт на настава. Го прашуваме Јорданов, дали 3 месеци распуст додека училниците беа празни, а наставниот кадар одмараше, не беа искористени за оваа санација само затоа што не успеале да договорат тендер. И дали поради оваа ситуација треба да трпат средношколците и наставниот кадар, кои покрај теоретската ќе ја загубат и практичната настава. Сериозните обвинувања со кои СДС ја замајува јавноста не се ништо освен уште еден обид за сокривање на неспособноста на нивната врхушка. Проблемот со парното не е нов, туку наследен, а тоа што централната и претходната локална власт немале слух за вакви сериозни недостатоци во образовните институции е уште еден доказ колку власта се грижи за образованието. Реалноста денес е дека, како одговор на локална власт, за само неколку месеци обезбедивме средства и соодветно решение, со кое не само во ова, туку во сите средни училишта ќе решиме децениски проблеми. Возвратија од општината.